Археолошкиот локалитет Стибера кај Прилеп, иако се истражува уште од далечната 1955 година, тој со децении е запоставуван од страна на државата. Градот е откриен само неколку проценти, а годишно за археолошки истражувања се одделуваат само по околу 5000 евра, што е навистина премалку пари за да се започне некоја посериозна акција на локалитетот. Најголемиот проблем е што целиот локалитет, дури и пронедените градби, се во приватен имот, а државата со години нема слух да го реши проблемот. Стибера е град кој е на рангот на градовите Хераклеа, Стоби или Скупи. Не се води сметка за да се направи со нешто, некој договор со имателите, да се направи замена на парцели кои што ги има во голем број во долниот дел на Пелагонија, а исто така и сумата, да речеме, не е некоја голема, максимално до 15.000 евра, овој цел овде горен дел, акрополата на градот, треба да се одвојат, а 15.000 евра е една кола за едно министерство, да речеме. Ништо страшно според мене. Поради тоа што имотот е приватен, за жал дури пронедените објекти, наместо да се конзервираат, повторно се затрупуваат под земја. Затрупан е и објектот кој беше откриен пред неколку години и за кој се претпоставува дека е првото откриено античко градско собрание во Македонија. Археолозите мора да ги закопаат повторно објектите за да не бидат изложени на надворешните услови, бидејќи тие се во приватен имот и не може да се конзервираат. Собранието кое што за жал сега е засипано, исто така годинава ја засипуваме работилницата и она култно место кај што има нели божество, представа на божество со птиче лице, што е единствено во Европа. Жителите барале еден нивни декар во Стибера да биде заменет со два други декари државно земјиште, но тоа не било одобрено. Сега, наместо да представува туристичко место, локалитетот е целиот обраснат со трева и затрупан под земја. Според бројот на ефебите, односно учениците кои што учеле токму во овој гимназион, утврдено е дека градот Стибера броел околу 20.000 жители, што во денешни рамки би било еквивалент на голема светска метропола. Археолозите очекуваат да пронедат голем број наградби, ако добијат доволно финансии, а како едно од највредните места во Стибера би било пронаоѓањето на некрополата. Можеме да очекуваме и театар, може да очекуваме и други вака градби, јавни градби. А да не зборуваме за градби на богаташите, на видните граѓани, кај што има подни мозаици, кај што има и што други многу скулптури. Али тоа сигурно нема да доживееме ние во нашиот век. И годинава се пронајдоа надписи на кои пишува дека некој виден граѓанин донирал да се изгради градбата каде што тие се наоѓаат. Истата е од првиот век од нашата ера и се уште не е утврдено зашто служила. Лани во неа беше откриен бунар. Годинава истражуваме во длабочина кон натрешноста на градбата и од она што досега го имаме откриено, најважни се наодите на 3 мермерни блокови на кои што има надпис со грчки алфабет. На овие 3 надписи, кои што ги прочита мојата колешка од Битола Весна Калпаковска, која што баш има магистрирано на надписите од градот Стибера што се претходно откривани. Значи, според незино читање на овие надписи стои дека Кефалон, виден граѓанин на Стибера, кој што бил син на Еубулит, донирал од своји лични приватни средства за оваа градба што сега откриваме да се подигне, да се изгради. Стибера е формиран некаде во 3-тиот век пред нашата ера и функционирал се до 3-тиот век од нашата ера, кога го уништиле варварите. Најголемиот процут градот го имал во 1-тиот и 2-тиот век од нашата ера.